Здраво и живо, браќи и сестри, рибарска фамилија. Тема на дневен ред. Зашто овие видови риби ги има во изобилство во сите наши соседни републики со кои граничиме. Тако речи, тоа е една само замислена граница која ние сме ја направиле луѓето, во природата не постои и автоматски за живиот свет таа е невидлива и нема никаква функција, па од таа една тргнувам замисла и помисла инспириран да кој е причината да како во некоја невидлива бариера сме овдека ставени токму ние, а околу нас во сите држави да изобилуваат овие риби. Еве ќе тргнам со штуката. Знаеме дека ја има безмалку во секој вирче, канал, дупка во соседните држави Албанија, Грција, Бугарија, Србија, а кај нас допред извесно време на прсти се броеше и во тие неколку една-две води ја имаше во незавиден број, па полека од огромната љубов на риболовците и водени од тоа да мораат цело време да идат во соседните републики да ја риболоват, ентузијасти една по една пренесува, шверцува, транспортира, доведува и своеволно порибува, па еве после деценија-две конечно може да речеме дека ја имаме и заживеа и во нашите води, но повторно не е тоа што може да биде за пофалба и гордење да кажеме дека ја поседуваме и целно идеме да риболовиме. Но иде на подобро, иде во нагорна линија и ќе дочекаме тој ден сигурно кога и кај нас ќе биде во добар број капитален застапена да баш целно идеме и неа ја риболовиме во нашите акумулации низ државата. Прекрасна една риба која ми е најкриво што во Вардар ја нема да плива. Следен иде буцавот. Исто една риба која ја има насекаде околу нас, со акцент би ставил Грција, Бугарија, Србија исто така. Во секоја една вода, канал, река, езеро, плива ја има, кај нас ете, мислам дека воопшто никаде ја нема. Исто еден грабливец, одличен за сите љубители на риболовот на спин, смеускратени и ја неаме. Тука е надалеку прочуената такмичарска број 1 слоново уво, народски кажано деверика, исто во сите соседни земји ја изобилува, се риболови, мерак се тера, а кај нас до пред некој време за лек ја нема. Сега последно време како слушаме заживеа во тиквешката акумулација, од година на година се повеќе се вадат од рибарите кои идат на пливка, тоа се помали примероци, апелираме да ги враќаат со цел да дочекаме денот кога и ние ќе се пофалиме со еден улов кој ќе отсликува нејзиниот епитет и на што и подсетува на слонов увок, но тоа мора да е над 2-3 кила, баш капитален примерок и више да заживе и кај нас да има, па понатаму да може во другите води да се порибува и така по еден пат да ја селиме од вода на вода и да ја порибуваме, пошто останато е во наши раце да ја чуваме, да ја шверцуваме и индиректно на илегален начин своеволно ја размножуваме и порибуваме со тоа што примероци од ентузијасти по акумулациите пуштаме. Еве го и смуџот, стакленото око, исто еден феноменален грабливец за риболов на спин, љубителите за силиконските варки, како знам само во една акумулација во Велешкото езеро го има од неодамна и таму исто е невозавидна популација и треба да се чува, негува, да се враќа и да се надеваме дека ќе
заживее, да може да и некоја друга вода со него порибиме и во неговото риболовење уживаме. Тука и младицата која, како знам, легендата говори, сме ја имале на времето во Радика, во Дебарските околи, во Дримот, но како вели повторно легендата дека од нашето невнимание и неодговорност сме ја истребиле, сме ја потепале целата и веќе ја нема во нашите води и тогаш која ја имало било во некоја микро средина каде веќе одамна ја нема да плива, па темава е прашање што така сме ние како некој чир тука на Балканов да сегде околу нас овие риби, и многу други, али овие се као така на пик на удар ги ставам најзастапени, ги има буквално во секоја една водена површина средина кај соседните држави, а кај нас да до пред некој време скоро да и ниедна од овие ја немаше да плива, и све на заслуга од рибарите ентузијасти кои порибуваа своеволно акумулации блиски до нивното живење, да може да ги уживаат понатаму поволностите од нивните герилски акции, па така лека по лека да заживува и нашите акумулации, но причината да беа толку одсечени, одцепени, одделени од граници, мене ми е едноставно нејасно како е тоа возможно, па ако некој знае нека ми одговори, а до тоаш и некој следно тантара-пантара видео се одјавувам, поздравувам и на сите вас бистро посакувам. Чао, чао.